Metal Art изработува висококвалитетни метални огради, капи и внатрешни скали. Metal Art ги нуди своите квалитетни производи во Македонија и Европската Унија. Веќе 20 години користиме софистицирана технологија и нудиме европски квалитет со македонски цени. Стапете во контакт со нас за да добиете понуда која ќе ги задоволи вашите потреби. Metal Art. Поздрав до вас, гледачите на нашиот канал Нов Асном, и една голема благодарност до сите вас кои се наши приврзаници и кои доваѓате на нашиот канал да не гледате и да не пратите. Денеска имаме еден познат гостин, специјален и наш драг пријател, кој во претходното време имавме многу добар фидбек и добри коментари од вас и затоа денес го имаме господинот Зоран Крстевски. Зоки, како си? Добро, позитивно вака со вас овде, секогаш е убава енергијата. Апсолутно, затоа и овдека сме да поразговараме за некои клучни теми што се од интерес за сите нас кои ги гледаме, меѓутоа се обидуваме да најдеме и објаснување, но и решенија. Зоки, денеска сакам да зборам за индивидуалната, колективната, семејната одговорност. Се чини дека нашиот човек западна во една апатија. И таа апатија е очигледна. Очигледна е на многу нивоа што се гледа. Како да едноставно се доста од нашите луѓе одлучија да не делуваат, да се повлечат сами в себе си, имајќи на ум дека што и да превземат, работите ќе бидат исти, караванот си врви, кучињата си лаат и така натаму. Значи имаме една индивидуална, ниско ниво на индивидуална одговорност кој е преточено во апатија и кои мислат дека што и да направиме не можат тоа да го направат. Например, порано кога се гласаше дали на избори локални или парламентарни, излезноста беше доста голема, преку 60%. Но еве во последните циклуси е 52%. Тоа значи дека 48% од луѓето воопшто не веруваат во овој наш систем и мислат дека ништо нема да сменат. Кај ги гледаш причините за оваа апатија и кои се решенијата? Па прво, нештата не се од вчера, тие се наложиле преку 30 години. Точно. Каде што овој народ е изигран, измамен, обештетен, односно оштетен. Не е обештетен, а обештетен ќе биде тогаш кој ќе се изгради здраво општество, кој ќе се постават вредности, некои повидни луѓе со еден поголем интелектуален духовен капацитет ќе ги водат нештата. Да. Бидејќи тоа не беше така, 30 на години, гледате вие, оние кои што беа водачи и кои се водачи, најмалку работа за општото добро, односно што тоа они создадоа за да ние имаме еден фокус кон напредокот, фокус кон едно похармонично живење. Така што тоа не достига и апсолутно дека тоа создаде незадоволство, апатија, чувство на безперспективност и луѓето живеат со тело на болка. Значи кога живее со тело на болка, тогаш и ти на некој начин како да се повикуваш несреќи. Затоа што си навикнат на тело на болка, навикнат си на страдање, навикнат си на надворешни фактори, навикнат си да живее со преживување, а не со креативно действување, и тогаш автоматски и несвесно и ги бираш оние кои што се неодговорни, од другата страна живееш дистанцирано, живееш отргнат од тие општествени текови и постојано се штитиш, затоа што се е енергија. Гледате, неубавата енергија која имаме надвор од нас, таа влие длабоко во нас. Неубавата енергија, ако се импутира длабоко во нас, таа ќе привлече негативна енергија надвор од нас. А втората опција е позитивната енергија. Ако надворешните фактори се позитивни, да речеме, државата оди во вистинската насока. Постои еднаквост, постои правда, постои чувство на просперитет, на благосостојба. Институциите работат на основа на етиката, на правичноста, на професионалната должност. Сето тоа ќе му донесе на поединецот повисоко ниво на сигурност. Автоматски, ако он е сигурен надвор од себе, он ќе стане посигурен и внатре во себе си. Бидејќи ќе рече, и да ми се загрози здравјето, има медицински институции кои што ќе се загрижат и кои што се квалитетни, кај што докторите, кај што медицинските сестри, кај што персоналот ќе води сметка на моето здравје, кај што не е предусловот
дали имам пари да платам, туку условот е да го спасам пациентот. Потоа, ако имаме ние добар образовен систем, тогаш автоматски и самиот поединец ќе има што да научи. Ќе има да се приклони кон едукацијата, но она што е квалитетно за неговиот идеен развој. Значи, гледате, од таа гледна точка, лош образовен систем создава неукост. Лоши медицински институции или незаинтересираност да се изградат квалитетни медицински институции создаваат нестрекни и заболени граѓани кои што чувствуваат страв. Лоши што не работи на основа на етиката на правото и правдата, туку како ќе му наредат или евентуално какви се околностите, создава несигурност кај граѓаните да утре ако дојде некој проблем да не знаат што да очекуваат. Лоши политички лидери, лоша политичка гарнитура која инклинира кон егоизам, кон потреба само ние и нашите, а на овие она што ќе им остане, создаде да луѓето станат апатични и да се отргнат. Велејќи, прво, не знаеме што може да очекуваме, не дај Боже ако ни се загрози здравјето. Не знаеме дали нашиве деца кои што се образовани, кои што завршиле факултети, ќе може да се вработат, бидејќи клучниот предуслов стана партиската книжка. Не знаеме дали нашите деца ќе останат у нашата држава или барајќи подобро место, каде што ќе бидат подобро ценети, ќе се одлучат да одат во странство, а родителот ќе остане, што се вели, малку и осамен, или со борба што се случува со неговото дете. Несигурност кај граѓанинот во поглед на политиката која што се креира и која што се води. Од другата страна, надворешни фактори кои постојано не притискаат, кои постојано ни поставуваат разни услови, заради кои и ние не знаеме кој пат да го фатиме, бидејќи првично не сме изградиле една структура внатре во себе си. Таа структура внатре во себе си првично е како институција, второ како општество, а трето како поединец. Значи, гледате, немаме хармонична внатрешна структурираност. Прво како поединци. Ако не сме ние изградени како личности, ако се чувствуваме нестрекно, ако се чувствуваме загрозено, ако постојано преживуваме, ако постојано имаме удари на судбината, ако постојано неправдите биле околу нас, тогаш ние страдаме или ние живееме апатично, или не живееме под тензија, или не живееме нестрекно. И затоа на сите мерења македонскиот народ е еден од најнестрекните. Која е причината за тоа? Па има многу причини. Првично, дали беше правична онаа транзиција, онаа приватизација. И знаете колку луѓе извисија, па и нивните семејства, со тоа што фабриките се разграбија, фабриките од преидоа во рацете на оние кои што првично беа комунисти, па станаа капиталисти, тие па станаа олигарси, како олигарси колку придонесоа подоцна да се развива општеството, дали го покачија личниот доход на вработениот, дали ние сме сега моментално едни од најниските лични доходи на просечно ниво, на целиот регион, да не зборувам за Европа, сме веќе да. на самото дно. Потоа каква ни е нашата сигурност во поглед на загаден воздух, кој што се по-загаден и по-загаден, која е сигурноста со еколошката средина во поглед и на питката вода за пиење, немаме веќе ни таква сигурност. Тоа може да се загрази. Се загрозува, се сечат шуми, се загрозува, се манипулира со народот, односно се инклинира исклучиво кон профитот, што значи здрава еколошка средина, кај што луѓето може да се прехрануваат, кај што може да обработуваат земјишта, од каде што ќе има производи кои што утре ќе се пласираат на пазарот, за да преку тие производи народот се чувствува поздрав, бидејќи ќе се храни со органско природна храна. Ние, ако дадеме да речеме пред се економски интерес во наводници, и на таквите места градиме рудници, ако на таквите места се загрозува екосредината, ако на таквите места пропаѓаат земјиштата, ако на таквите места народот, населението биде доведено во ситуација да мора да се одсели, во тој случај што ќе имаме ние? Ќе имаме малцинство супер богаташи, а мнозинство нестрекни луѓе. Зоки, каде алоцираш индивидуалната одговорност, односно неодговорност што се случува кај нашиот народ, апатија и незаинтересираност за партиципација во социјалните сфери, во општествениот социјални и економски живот? Па прво, народот е креиран од надворешни фактори. Тие надворешни фактори може бидат медиуми. На медиумите не гледаме се едни исти аналитичари, така наречени експерти, а всушност одработувачи. Значи, потоа интелектуалци. Имало и министри, имало и премиери,
кои што биле професори на универзитет. Од, што се вели, така наречените најумни глави, не можело да се очекува решение. Медиумите не дават решение низ призма на едукација, мотивација, позитивно гледиште, критички пристап кон оние кои што се огрешуваат, туку најчесто и медиумите одработуваат. Потоа да земеме дека колку се променија влади, какви се лидери имавме, а нивните резултати се скоро никакви, автоматски народот го гледа сето тоа, вели да се потпрамли на политички лидер кој што инклинира кон егоизам, кон само нас, а на овие другиве за она што ќе остане. Да се потпрамни на интелектуалци, а всушност интелектуалците во поголем број од нив или се замолчени, или неќе да действуваат, или се отргнати, или одработуваат. Да се потпрамли на надворешни фактори, странски емисари, кои што всушност секако си ги гледаат своите интереси, значи ги гледаат нашите интереси. И кои што можат да ти напрлаат, да речеме, некои агенди, како треба да размислуваш, како треба да постапуваш, како треба да казнуваш, како треба да се поставуваш, а на крајот од сето тоа нема ништо. Што подразбира дека народот, бидејќи целосно фокусиран кон прашањето некој да ме води, он не го направи она што е клучно, како самиот да се води. А зашто народот е тотално инклиниран кон потребата некој да го води? Затоа што така живеел во еден претходен систем. Значи, во периодот на социјализмот бил креиран од ЦК, бил креиран од политички лидери, од комесарите на времето. Бил креиран од она што ќе се наметне како општо добро за државата. Значи, колективитетот се наметнал пред индивидуалитетот. И не се што се вели тренирал духот на човекот да стане лично одговорен, да стане лично ориентиран кон она што може да го постигне, што значи немал навики самија да создава вредност. Туку се знае дека тогаш биле главните, што се вели, полуги на управување поставени од страна на партијата. Партијата била се. Партијата инклинира кон тоа да ти наметне, да добиеш леп, ама да изгуби слобода. Ќе ти даде економска сигурност, ќе ти даде работно место, ќе ти даде покрив над глава, ќе ти даде да идеш летувалишта или да на одмор било каде, едноставно ќе ти даде одредена сигурност, безбедност. Нема да ти даде слобода на размислување, индивидуален дух, да можеш утре да се побуниш против исто таква присутна нееднаквост. Што значи кај народот продолжи таа негова матрица на однесување, каде што префрлам одговорност на другиот, префрлам на лидерот, префрлам на министрите, префрлам на функционерите, префрлам на медиумите, префрлам на интелектуалците, не префрлам врз себе си. И сега што се случи? Интелектуалци спорни по многу прашања. Веќе не се знае што е интелектуалец, веќе кај сака може и да отиде и да добие и магистериум или докторат. Потоа, какви беа нашите политички лидери и какви се моментално нашите политички лидери? На нив ли да се потпреме? Од нив ли да очекуваме кој знае каков бенефит, кога се знае дека резултатите се поразителни? Дека ние преку 30 години стагнираме и всушност не стагнираме, одиме кон бездната. Народот е понесреќен, подепресивен, помалку чувство безбедна сигурност, се поболен станува, не знае што да очекува за неговите деца, во името на тоа што самите деца не знаат што да очекуваат од општеството, најглавната нивна идеја е мисле да отидат надвор од оваа држава. И во тој случај народот не научен да ги води нештата длабоко во себе си и да одлучува, он се претопува. И тога добар дел од народот пак почнува да инклинира кон одредени политички партии. И тогаш кој ќе му наредат по СМС или по било што, ќе отиде таквиот дел од народот, ќе се качи во автобусите, ќе отиде денеска, може 7-8 часа, ќе биде, ќе виси некаде, ќе учествува на некој митинг, затоа што така му кажале од партијата. Ќе добие еден сендвич, ќе добие еден безалкохолен пијалок, но тоа ќе го направи затоа што му наредиле. Дали народот тоа ќе го направи заради собственото чувство на достоинство, собственото чувство на одговорност, собственото чувство на совест? Многу ретко. Затоа ние не сме Франција, ние не сме Грција. Бидејќи таму имаме, што се вели, традиција на бунтовност. Апсолутно, тоа е и следното. Значи, кај нас се смени името против нашата политичка волја, ние го изразивме ставот на референдумот и јасно беше дека нашата политичка волја е неменување на уставното име Република Македонија. Но, кога веќе нас со такви политички репрекусии го сменија името, една бомба не беше фрлена. А видете во Франција. Франција
не за менување на уставното име на Франција, него за убиство на 17 годишник од страна на полицијата. Франција гори. Преку 2000 запалени коли, имаше репортажа овие денови, преку 2000 запалени коли на улица, нападнати полициски станици и така натаму. Каде го гледате сето тоа? Тоа е едно многу чудна матрица и на поред живење. нашето незадоволство, немаше некој бунт кој ќе се кој ќе го манифестира тоа незадоволство. Па добро, бидејќи дојдовме до тезата, Да. народот функционира низ призма на водство. Не може да функционира низ призма на самоорганизираност. Нели, самоорганизиран си, тогаш кога емоциите ќе ти бидат нападнати, тогаш кога веќе немаш излез, тогаш кога чувствуваш дека мора да се бори за преживување и тогаш се самоорганизираш и ќе излезеш на плоштадите. Или нели, емоцијата кога е присутна заради спортски победи, самиот народ, без некој да ги организира, се организира и излегува на плоштадите, а слави победата на спортскиот надпревар. Да. Во овој случај, бидејќи емоциите се многу битен фактор, а тие може бидат и позитивни и негативни, кај народот превладува апатијата. Емоциите се тотално оттргнати и вели, таква ни е судбината, мора да прифатиме, тоа нема друг излез. Тоа е една од опциите. Втората е, и реално нема кој да го победи. Значи, не е една критичка група, не е создадена, која што ќе рече, дај сите ние да се организираме, дај сите ние да действуваме, дај сите ние да си ги бараме своите права, бидејќи главниот аспект помеѓу другото е и достоинството на личноста, дигнитетот на својата припадност. Значи, ние припаѓаме на народ, кој што треба да си ги избори своите права. Ако ние самите не се избориме за нашите права, како народ, во сопствената држава, тогаш што ќе биде загрозено? Ќе биде сопственото општество максимално загрозено и кое што може да нема перспектива. Зашто гледате, народот го креира општеството. Така треба да биде по тетратките. Во суштина, политичките мокници го креираат општеството. Под политичките мокници се функционерите кои не ги поставуваат. Значи, наместо народот да го креира општеството, фактички малцинство, групација го водат општеството и го креираат, кај што завземаат медиуми или имаат добри линкови со медиуми, кај што имаат секако разни механизми и на присилва, и на конфликтност, и на провокација, и на ред действувања кои може да ги направат во името над темек општото добро, а всушност свртено против народот. И сега гледате, народот има две опции. Едното го правиш несреќен, го правиш апатичен, го правиш зависен. Вториот го правиш исплашен. Да се плаши за своето здравје, да се плаши за својот живот, да се плаши за својата слобода. Имало разни опции кои што му се импутирале на овој народ. Имало некоја политичка гарнитура која играла на картата на стравот. Значи, предизвикува и страв. Страв преку медиуми, страв преку демек действување преку полиција, страв преку критички осврт према секој кој што ќе се завземе за општото добро или за правдата, но се играла на картата страв. Тоа е точно. Например, се играше доста со стравот дека ако ние превземеме чекори во наша насока, промакедонска, ќе имаме незадоволство од албанската страна и они со преку тоа незадоволство ќе ни се повтори 2001. Так. Тоа е едно. Второ, ако не го одбереме европскиот пат, немаме друга алтернатива и ќе следат санкции од Европа, кои ќе бидеме затворени, ќе бидеме слеп од црево. И тоа е игра на страв. Стравот не е само тука, да не речеме од 2002. А да не одам други... Година. Значи, да. стравот е започнат од 90-тите години. Прво беше стравот од соседот. Да не нападне соседот, па ете се дозволи соседот да однесе дури и штекери. Значи, не велиме дека требало да биде нападнат. Ама стравот кој што цело време бил присутен, нас создаде ние да треба да почнеме од нула. Потоа стравот беше, нели, дај колку толку луѓето да се вработуваат, дај некои фирми зашто да пропаднат, дај некои фабрики да не тотално се уништат, нека ги земат овие нашиве преку акциите, преку обнова и развој, и кои што едноставно утре па ќе вработат луѓе, а всушност направија капиталисти, направија неправда.
Значи стравот дека ќе останеме тотално без работа, инклинираше и кај добар дел од вработените да ги даваат своите акции и тоа за багателна цена и овие другиве преку тие акции кои ги откупуваа станаа супер богати олигарси. Да. Значи стравот да тотална немаштија, стравот да не останам без работа. Потоа нели во таа транзиција почна и некои други стравови да се импутираат. Стравот дали ќе не примат во Обединетите нации. Ајде ако сакаме да бидеме дел од Обединетите нации, дај некоја додавка да додадеме. Ми додадовме додавка. БЈРМ. Па потоа тој страв нели почна и понатака да се шири во име на некоја партија била опасна, па била соработник со некои соседни држави, па ќе сме се сменеле национално, па не знам што се ќе надојде од страна на соседната држава, па се плашеше народот од соседите. Автоматски да се прифати на крајот и она што ќе ти го наметнат соседите. Бидејќи треба да бидеш у мир хармонија со соседите и треба на крајот ти да се стремиш кон Европската унија. Бидејќи Европската унија нема да те прими ако немаш добри односи со соседите, ти си должен да ги одоброволи соседите. И ние гледате, одоброволуваме некој внатре кај нас, кои создадува војна, па ги одоброволуваме едно 20 на години и постојано ги одоброволуваме. А зашто ги одоброволуваме? За да заедно со нив бидеме на позиција, бидеме на власт. И тогаш гледате, ако ја анализираме етиката и ако ја анализираме човечноста и хуманитетот, ќе настрадаат некои работници кои ќе бидат ишарени, никому ништо. Ќе настрадаат некои ќе бидат дигани со динамит, никому ништо. Ќе настрадаат некои луѓе кои не знаеме кај се ни што се и чезнале, никому ништо. И ние фактички што правиме внатре во себе се? Ние најмалку работиме низ начелата на етиката, низ начелата на правдата, на начелата на правото, низ начелата на општото добро. Сето тоа нас создаде кај народот апатија. Велат, не се следи етика, не се следат човечки агенди, нели? Треба секој поединец ние да го заштитиме, без разлика кој е тој поединец. Тој може да биде, да речеме, од било која држава дојден тука, ние сме должни да го заштитиме првот аспект на човечност, а не овие нашиве кои што настрадале, ние ги пуштаме низ вода, бидејќи во името на заедништвото ние ја негираме етиката, создаваме амнестии, создаваме оправдувања, создаваме ставање работите под тепик. Тоа го направивме со големиот грабеж кој што се случи на тие општествени компании, кај што луѓето ги загубија работните места, кај што луѓето не ги добија соодветно ниту им ги цене акциите кои ги има, кај што луѓето подосна се соочија со нивните деца, кои што растеа во екот на таа транзиција, приватизација, во катастрофални услови. Многу од тие деца имаа маки тешкоти да се образуваат. Многу од тие деца гледаа некои други деца како си се развиваа, како уживаа во раскошот, како возеа скапи автомобили, како и ден денес некои од нив возат скапи автомобили, и кај што може да настрадаш од таквите некои умислени на улиците, и кај што еден ден судскиот систем има да ги ослободи тие таквите, како што имаше такви случаеви, кај што имаше жртви, кај што имаше навистина еклантантни примери на нарушување на редот и мирот во собраќајот, и да не зборувам. И сето тоа дојдовме до еден заеднички именител – неправда. Значи, ние живееме преку 30 години во категорија на неправда од повеќе аспекти. Прво е што го прифативме стравот, нели беше стравот да не има војна од соседот. Нели беше стравот да не примат. Нели беше стравот дали ќе останеме во работно место или дај да прифатиме било какво работно место. И тогаш нашиот народ каков стана? Експлоатиран. Бидејќи битно е да работи за најнизок личен доход. И ден денес има некои стројо ориентирани капиталисти, кои замислите работникот работи некаде околу 9 часа. Работи за 900 до 1000 денари дневница. Ќе копа. На сонце ќе виси. Било што ќе работи, многу од нив не се пријавени. Добар дел од тие работници, знаете ли кај работеле? Во државни компании. И тоа моќни државни компании, кои ги уништиле, и овие ги изгубиле работните места, и за да се прехранат, се должни да отидат било каде да работат за една најниска дневница. Кои ќе дојдат од дома, и некои ги гледам таму и во соседството кај мене, доаѓаат целите измастени, целите уморени, целите истоштени. Па едно пиво ако се напие колку да се освежи, или било што да направи, гледајќи вредноста да го преживеам денот. А тој порано бил творец, бил работник. И биле некои што ја граделе оваа држава. На крај како завршеа тие луѓе? Како завршеа голем број на пензионери кои, замислете денеска, 12.000 денари пензија да земат.
А зашто зема тој пензионер 12.000 денари? Зашто на времето некој му уништил компанијата, му ја искрадал. Има дури ситуација кај што во име на некој си поддршка, што се вели давање некој кредит, во името на кредитот кој што овие не можеле да го вратат, овој камата на камата, камата на камата, камата на камата, па огромна градба има земено и луѓето ги има оштетено. Тие истите луѓе кои ги оштетил, а кои ете така ги изгубили акциите, ги изгубили своите добра, автоматски нормално дека не можеле да имаат повисока пензија, бидејќи некој им ги скратил давачките. Некој ги ставил у ситуација да не може да работат. И на крај тие луѓе кои што настрадале во екот на транзиција, приватизација, на крај чувствуваат удар, настрадуваат кои ќе станат пензионери и мора да живеат со најнисок личен доход, најниска да работат пензија. кога се пензионери. Јас знам Да доста луѓе, пријатели на моите кои работат, имаат скоро 70 години, а не се толку способни како што биле. Меѓутоа еве сега Само ова што го добаш. Ајде. Па ќе го Значи, тие луѓето ги пензионери, сега зборуваме за патичност, да, за непреземење одговорност. да. Замислете на таа 12, 13, 15, 20.000 денари нека биде пензија. Па каде имате вие, што се вели да се прехраните, а каде имате за фармацевски, што се вели, медикаменти и така натака. За здравјето, сите тие се со оштетено здравје, ќе речете зашто се со оштетено. Па не им бил мирен животот, им бил под стрес, им бил под страв, им бил под тензија, им било децата да не страдаат. Биле, што се вели, жртви на транзиција, биле жртви на приватизација, биле жртви на состојби. Па и таа 2001 која што се случи, многу повеќе предизвика уназадување, отколку што некому му донесе човекови права или некому му донесе материјален бенефит. Па му донесе на некому материјален бенефит. И тоа го гледаме секој ден. Ама тоа на некому му донел. Дали и тие од нивните па сите просперирале и сите создале општи добра. Иако на крај општ заеднички именител да сите нас се испадна најстрашно е во сопствената држава да си македонец. Тоа е апсолутно. Ние сме загрозени во својата држава. Ствари, ова не е наша северна, ако веќе мене ме праша, но и затоа треба да преземеме одговорност да ги ставиме работите во прав колосек. Каде многу добро ги изнесе сите овие, детектираше проблемите. Во случај на одговорноста, што треба да превземеме ние како индивидуи, како општество, за да превземеме одговорност и да ги насочиме организирано работите во права насока. Па да, тоа сакав да го кажам, дека ете, зашто луѓето се апатични, не гласаат или не се заинтересирани, или што се вели, некои се консумеристички ориентирани, само нивните интереси. Така што, од аспект на неправда, на страв и на разочараност, самиот човек се препуштил на судбината и рече, сите се исти, нема што да действувам. Едната работа. Луѓето се дефинитивно разочарани и со право се разочарани. Апсолутно. Да, не можеме да префрлиме одговорноста на разочараноста кај нив, апсолутно. Тие мора да преземат одговорност, да се реорганизираат, затоа потоа кој ќе одиме на решенијата, ќе дадеме одредени совети. Но, сушност, 30 на години, тоа се случува и добар дел од луѓето дигнале раце. Имаме една друга структура на луѓе. А и тоа по еволуцијска рамка, луѓето не се исти. Прво, ајде да одиме антрополошки. Значи, ние понекогаш премногу го воздигаме човекот. Ние мислиме дека човекот, човек колку тоа гордо звучи. Да. Значи, не е баш тоа така. Од човекот имаме исклучително егоистични пориви. Човекот инклинира во добар дел, не сите, кон тоа да граба, да манипулира, да експлоатира, да поробува, да уништува. Доаѓа, бивши југословенските војни и конфликти и судири, ние видовме како одредени соседи помеѓу себе се разневитуваат, се разјадуваат, дури толку што се вели сурово се однесуваат, а тоа не може човек да си го објасни. Зашто? Зашто имале скриен порив на некоја негативност, на омраз, која во времето на војната они ја манифестирале. И втората работа, оние негативците, најлошите, со најниското еволуцијско скалило, тие токму во времето на војна, на деградација, на неследење на законите избиваат на површина. И тогаш се најконфликтни, најсурови. И третата категорија на луѓе. Луѓе кои се користољубиви, луѓе кои се егоистични, и луѓе кои што се вели че се здружат со ѓаволот во името на сопствениот профит, на сопствениот интерес. Тој Гете го има анализирано, со Фауст, Мефисто и така натака, продавање на душата на ѓаволот. Тоа е една вечна тема
и манихејска тема и богомилите тоа го разработувале на вечната борба на доброто и злото. Дека има луѓе во името над нивното така наречено добро себично его, тие ќе се приклонат на било што, само они да просперират. Сега, тие некои од нив ќе речат, а немаат емоција толку силна, немаат чувство за општо добро, немаат дигнитет, достоинство, немаат високо ниво на совест и свест, тие ќе речат, не ми е гале, дај да се приклонам кон партија. Да бидам член, да бидам во групацијата која ќе управува, ќе владее, ако треба ќе ги менувам дресовите, но да бидам на позиција. Прво, нивниот морален кредибилитет е на ниско ниво, нивниот интелектуален кредибилитет или вредност или едуцираност е на специфично, веројатно ниско ниво, нивното ниво на свест е многу слабо, нивното чувство за духовни вредности, за поинако толкување на светот и на самиот себе си е проблематично на најниско ниво. Од гледна точка на духовни вредности, што можеме ние да очекуваме таквите поединци, кои во преден план го стават егото и телото. Значи, тој не сваќа дека ние како луѓе сме одговорни на 4 нива. Првото ниво на одговорност е кон самиот себе си. Тоа подразбира добро да се хранам, да се движам, да бидам добар кон луѓето, да внимам на своето здравје, да се едуцирам, да внимам на својата совест, да внимам на чувството на вина, да се искажам како човек, одговорност кон себе си. Не можеш ти било како да се облечеш да шеташ по улиците или да се соблечеш. Не можеш да ги повредуваш луѓе, не можеш да навредуваш, имаш одговорност кон себе си. Значи, многу битен фактор е одговорност кон самиот себе си, кој човечко битие, кој битие со душа, кој битие со свест и со дух. Второто е одговорност кон семејството. Ако ние се изградени како личности, како поединци, ние ќе имаме подобар однос кон семејството. Ќе поставиме подобра подлога за семејството. Ќе ги мотивираме децата на морална честност, не да ги повредуваат другарчињата во школите, не да вршат насилство, не да инклинираат кон неморал, не да се учат гледај профит напред, гледај купи некоја било каква гардероба, гледај име најскап мобилен или гледај утре вози брзо автомобил и гледај само за себе што ти е гале за другите. Ако ние така ги учиме децата, а ќе ги учиме ако ние сме неизградени, тие деца утре какви ќе бидат, што се вели учесници во општественото милие, што тие ќе придонесат? Нема да придонесат. Значи гледате одговорноста кон самиот себе си, одговорноста кон семејството. Ако се разнебитуваат семејството, ако родителите постојано работат се експлоатирани, ако се под стрес, ако се под мобинг, ако политичките моќници ги играат, ако политичките полтрони им создаваат пакости на работното место, тој родител колку може и како да му се посвети на детето? Каква енергија ќе му принесе? Дали ќе придонесе со мирот, со хармонијата, со среќата или всушност со фрустрацијата, со незадоволството, со апатијата? Тоа дете на што ќе биде примател? Прво е примател на улицата, второ е примател на образовната клупа, она што го учи кога оди во школото. Трето е примател на состојбите во семејството, тоа може да биде и првото место. Но детето е примател. Детето е примател на она што го има на медиумите, детето е примател на она што се случува во општеството, детето е наблюдувач на она што се случува и на секаде околу, кај што некој, гази некои други деца не одговара, кај што некој повредува и некој добива високи функции, а нема никаква едуцираност. Кај некој купил не знам какви дипломи па го става директор. Кај што некој е во политичката партија па не е битно, ќе стане раководител. И децата го гледаат, децата, ја не ги зборувам само децата од 8, 9, 10, децата и од 16, од 17, и од 20 години, ти се уште наши деца. И тие деца гледајќи го тоа се разнебитуваат. Кога детето се разнебитува, тогаш ние на кого му оставаме здравата клетка? Тогаш со кого ние можеме да го градиме здравото општество? Ако нашето дете е разнебитено, тогаш автоматски се разнебитува општеството. А што гледате? Несреќен поединец создава несреќно семејство. Несреќно семејство, несреќни деца не може да бидат учесници и креатори на среќно општество. Несреќно општество, заболено општество е еден показател дека и човештвото нема да биде креативно и хармонично и среќно. И на крај можеме да одиме и обрат. По какво човештво ние живееме? Мултинационални компании се наметнуваат исклучиво кон профит. Гледате фармацевската индустрија што направи и колку на некој начин создаде штета. Гледате како се е фрлено кон профитот, предизвикување војни, гледате дека најголем бизнис стана трговија со човечки органи, гледате дека проституцијата на секаде цвета, посебно детската проституција, гледате дека порнографските материјали се најгледани, најследени по
тие социјални мрежи. Гледајте ги социјалните мрежи што се има таму и колку го заглупуваат, всушност човекот го тргнуваат од суштината, кај што превладува потребата за кликнување, кај што превладува потребата нашата вест да просперира, а при тоа дали е таа вистинска вест или лажна вест. И ние ќе видиме дека имаме имитација на животот. Ние не го живееме животот суштински. Туку ние живееме, тоа се вели, во еден вид на симулакрум. Чувство дека сме безбедни, чувство дека сме слободни, чувство дека сме кон вистинскиот пат, а всушност ништо тоа го нема. Медиумот ти креира кон вистинскиот пат, а ние идеме се подоле. Социјалните мрежи ти асоцираат ти си слободен, прави што сакаш, а всушност ти си заробен и на социјална мрежа и на надворешен фактор. Меѓучовечки односи не се вистински, луѓето се нестрекни, неретко се искористуваат, се манипулираат со себе си, затоа имаме толку многу разводи, затоа има толку многу неверства, затоа социјалните мрежи тоа уште повеќе го иницира, го продуцира. И на крај ние живееме еден вид на симулакричност. Го имаш тоа што го немаш. Или автоматски каде се го излезат. Но, еве го, човештвото го... Кога го имаш тоа што го немаш, што подразбираш? Епа, ја има слободата, всушност ја немаш. Го имаш парчето лепа, всушност го немаш. До кога ќе го имаш? Имаш пензијата, всушност што имаш? Трошки. Имаш државата, всушност дали ја имаш ти државата? Да. Која има државата? Да. Ние ли имаме државата? Вие замислете, тоа е Ова не е поразително. наша држава, да. Поразително е. Колкава борба, какви луѓе, какви патриоти, какви ликови, какви достоинствени личности се бореле за оваа држава. Какви авторитети, какви дејци, какви поединци, па и ние 90-тите години на почетокот мислам дека и бевме најстрекни со чувството дека добиваме своја држава, најстрекни. Како да годините од таа 2001 па и пред неа се одеде надоле. И ние као навидом имаме, а ништо немаме. Но еве ние на некој начин добивме шанса да имаме наша држава. И гледате, на пример, курдите немаат своја држава, Да. палестинците се мачат за своја И тоа држава. е одговорност на сите нас, одговорност кон татковината. Така е, па тоа сакам да го кажам. Значи, ние до некаде дојдовме до ситуација ние да бидеме, ние што направиме? Сега тоа е прашањето кој тоа го направи. Ќе дојдеме до него. Но сакам да кажам, не се надаве на човештвото. Човештвото инклинира кон профит, ова е нечестива енергија. Гледате тие од новиот светски поредок, гледа да ти создадат страв, ти создаваат неправди, ти наметнуваат болести, ти наметнуваат заглупување, ти наметнуваат лажни вредности. И ти наметнуваат агенда да се намали бројот на жители на планетата Земја. Да. Од каде тоа они го создадува? Од потребата за моќ. Зашто ти ако имаш премногу пари, ако имаш ти премногу ниски страсти, ако имаш ти премногу храна, тоа не е доволно, ти можеш да имаш предизвик. Тогаш што станува предизвикот? Моќта. И кај таквите, кои се тоа семејства, моќни семејства, групирани, создадени, наметнати, тие глобално го и управуваат нештата и ги наметнуваат аспектите. И што мислите, секојаш народот ги бира лидерите? Второ, народот ги бира лидерите кои му се на листата. Така и ние го имаме проблемот, ова што вие го рековте, зашто не презема одговорност. Ама кој му се на листата на народот за да ги избере, да ги заокружи? Кои се тие поединци? Кој? Ајде. На крај народот ќе рече, па стварно овде ние нонстоп сме ориентирани кон помалото зло. А кај е афирмацијата? Каде е доброто? Каде е позитивитетот? Каде е чувството за напредок? И ние гледате сега имаме опција на избор. Ќе идеме брзо кон дното или ќе идеме бавно кон дното? И ние често идеме со опција на избор, со некои бавно кон дното што не движат. Не ги таму ги имаше разни премиери и лидери, бавно некои не движеа, а некои брзо не предвижија кон дното. Да. Некои у последно време тотално не предвижија кон дното. Секој не води кон дното. Едната е живот под жив песок, кај што ти си паднал по живиот песок, а ние сме во живиот песок. И се ние ако брдаме премногу, брзо ќе пропаднеме. И народот вика што ќе мрдам, ќе пропаднам. Дај полека. И втората опција е да останеш во живиот песок. И ти си во живиот песок, ти не си излечен. Третата опција е да најдеш решение како се излечеш во живиот песок. Тоа е многу битно прашање. Но првото мора да имаме диагностика, се вика тоа. Тоа се вика да видиме ние што ќе правиме со злото. Ја цела книга напишав заштита од злото и негативни вибрации. И таму правив едни анализи длабински, психолошки и што се вели антрополошки и од секаков филозофски аспект манифестација на злото и заштита од злото. И препознавање диагностика на злото. Тоа е исто како болестите. Ти не можеш да најдеш медикамент ако точно не диагностицираш болест. Ако не знаеш кои ти се симптомите и каква ти е состојбата на организмот, ти мора да детектираш. Така и во едно општество. Ти можеш да детектираш кои ти се слабите точки и да крај нели како во живиот песок да најдеш гранката за која ќе се фатиш за да се излечиш. Кај е проблемот во нашето општество моментално? Образовните гранки никаде ги нема,
девалвација тотална. Ем професорите, ем наставниците, ем учителите, ем воспитачите се ставени на маргините. Добар дел од професори и се учесници во разградувањето на општото добро. Некои од нив министри, некои од нив премиери. Значи се учесници, а добар дел од професорите или некои од нив се одработувачи, или некои се замолчени, или некои се апатични, или некои се незаинтересирани. Но начелно образованието е надолу. Не можеш да се фатиш. Треба многу работа. Одиме на здравството. Па гледате дека државното здравство се разградува, се уништува во име на некое приватно здравство. А тоа приватно здравство како да е таа златна некоја способност да те излекува, да те исцелува, како да влезеш тамо, ќе излезеш здрав, читав и сите работи ќе ти одат напред. Кога и таму имаме доста аномалии, имаме слабости, но пред се на крај и без пари и без луѓе може да останеме. Но немаме подпирање на државно здравство. Не знаеме каков е медицинскиот кадар. Не знаеме кој останува во медицинскиот кадар. Не знаеме дали ќе бидеме третирани како пациенти или ќе бидеме третирани како економски интерес. Значи, несигурност на Секогаш тој во приватното здравство има една црта, испод таа црта се вика економски интерес. Ама и државното може да стане исто. А може да Може стане да исто, бидеш да. третиран, може Но да не бидеш кога третиран. се работи за одговорност и одговорност кон нашата татковина, кон одговорноста кон здравството, школството и така натаму. Кои се решенијата тука? Ама еве, ќе го продолжам низата. Ајде да земеме правниот систем. Ова е девалвација. Ја требаше да предам предмет етика и право. Треба етика и неправо да предам. Веќе гледате, прво е најстрашно да немаш достоинство. Второ е пострашно да имаш отсуство на срам. Трето, тоа е главно во етиката, деонтологија, професионална должност, деонтолошка обврска, да извршува својата должност. На крајот, тие таму поединци, дали судски совет, дали не знам каде, како, што, тие од кого се повикани, од кого се платени? Дали се тие платени од народот? Дали народот одвојува средства? Дали народот очекува правда, заштита и ред аспекти? И очекува и од функционерите, очекува и од политичарите, очекува од судскиот систем, очекува образовниот систем, очекува од здравствениот систем. Ако е ова приватна својина, тогаш ние не треба што да се буниме. Тоа е приватна држава. Тогаш нека стават име, ова е држава на тие две политички партии, да ги кажам. И они што ќе кажат и нивните лидери. Всушност е така, ама нека го прокламираат дека навистина е така. Тогаш ние ќе се повлечеме. Ама ако е ова наше општо добро, во кој што сите ние сме учесници со завачи, тие се должни да дадат отчет. Затоа тука треба јаки институции. Антикорупцијска, не само да работам, не работам, па толку години работам, па не доработам, па не ми дозволуваат. Мериократија, дај да ги видиме резултатите. Тој таму господинот кој што криел некој предмет, дај да видиме зашто го криел предметот и дали е на позиција и зашто ќе напредува во позиција. Тој јавен обвинител, тој што е со години, дај да видиме мериократски какви резултати има. Што сработил? Па и докторите, и секои професорите, и ние сме подведени на отчети. И кај нас се гледа оценката, ние мораме доказ да имаме. Утре ако дојде просветен инспекторат, треба да провери зашто има десетка, зашто има осмица, зашто има седмица. Така секој треба да одговара за своите дела, тоа е поставеноста на нештото. А второто е анархија. Како ќе му дојде? Влада е, што се вели, деспотот. Деспотот може да биде поставен на високо позициониран во политичка партија и он одлучува. Тој ќе биде директор. Ама чекај, дали има референци? Дали ја познава материјата? Не е битно, тој од наша политичка партија, ќе го ставиме раководител. Ама со кој квалитет ќе изврши? Не е битно, ние го поставиме, никој не сме да го промени, освен ние што ќе кажеме. Па друг ќе го стават ректор, па трет ќе го стават некаде во медицинска институција. Ама чекува врвен доктор, ја познава проблематиката. Ама што е битно колку ја познава? Битно е нашиот, ние го познаваме. И гледате, политичкиот мојкнет управува. Поставува позиции, позиционира луѓе, управува со нештата, влие врз медумите. Критички да не смееш ништо да кажеш, ако кажеш ќе те стават под тефтерот, па потоа ќе те анализираат, ќе те испитуваат, што се вели без да знаеш што работиш, како работиш, барајќи ти ги слабите точки. И најмногу оневозможувајќи те да покажеш љубов кон татковината. И автоматски гледате дојдовме до тоа. Ако го покажеш гласот, ќе биде ставен во обсервација. А го покажуваш гласот во името на љубовта кон татковината. Тогаш луѓето, знајќи ги овие аспекти, дека сите полуги се присутни кај политичките моќници и политичките партии, кои управуваат со институциите, управуваат со функционерите. Функционерите не работат по професионалната должност, работат по она што ќе им се нареди, што ќе им се каже.
Во многу други институции исто така и обичниот човек, поединецот рече што вреди јас ова ламја да се борам, дај ја ќе се повлечам, дај барем децата да им бидат добри, не сваќајќи дека нема да им биде добро ни на децата. А зашто? Заради аспектот на одговорност. Бидејќи не се трудат да се организираат критички, да внимаваат кого го гласаат, не се трудат децата да ги осамостојат, да се индивидуализираат, да се надградуваат, да се усавршуваат без оглед на општественото милие. Не се ориентирани кон тоа дека човекот мора да направи избор. А главниот избор денеска дојде со второто Христово доаѓање, кој еден ден може да пристапи, е изборот на патот кон светлината, не патот кон темнината. Значи, многу битен аспект е да се определиме за патот кон светлината. Тоа подразбира себе да се хармонизираме, да се себе осветлиме, знаење, морал, чувство за општо добро, придоне за блиските, градење на семени вредности, интерес за нашето општество, за нашата држава. И тој индивидуализиран дух ќе биде пред се ориентиран кон она што се вели духовен начин на функционирање. А се поинеку, тогаш му се приклонуваме на егото, на телото, на надворешните фактори, стануваме нестрикни, стануваме под удар на тие судбински моменти и всушност ќе живееме со тело на болка. А нашиот народ, македонскиот народ, пред се има со децении, со векови можеби акумулирано тело на болка. Значи, по архетипот на колективното несвесно, ние сме се навикнале на телото на болката. Автоматски, кога си навикнат на тело на болка, тогаш го реактивира со разни несреќи и разни состојби. И ние, ако земеме сега историски гледано, константно како да сме биле под удар на несреќи, под удар на трагедии, под удар на надворешни фактори, но најмалку под удар на она што се вели свес и будење на чувството да си ги побараме собствените вредности. Затоа тоа мора да се промени и тука сега ние секако може уште нешто да поразговараме, како да се пробуди и таа индивидуална свес и колективна свес во насока на позитивните вредности. Како тоа да се направи? Па прво ово што го кажав, мора прво да бидеме свесни дека навистина за жал креатори на нештата ни се луѓе инклинирани кон неморал, кон алчност, кон егоизам, кон потреба само ти и никој друг. И сега ако ги лоцираме главните виновници, ги имаме на 3 нивоа. Прво, политичари, не сите, никогаш не треба се генерализира, но во добар број од политичарите придонесува ние да се чувствуваме во оваа ситуација на една апатичност, на недостаток на свес за општото добро. Значи, они влија и на народот, влија на состојбите, не презема одговорност, многу од нив станаа мултимилионери, многу од нив своите деца и ги школуваат во странство и си уживаат и се во еден вид на заштита од било кого, но факт е дека политичарите се најодговорни. Потоа олигарсите. Создадоа огромен капитал, создадоа огромни можности и за нив и за нивните семејства, што се вели со генерации, прашањето колку возвратија, каков е личниот доход, каков е нивниот интерес за општото добро и какви вредности тие што се вели воспоставуваат. Третото ви се функционерите. Добар дел на функционери, без разлика во која институција, кои се повикани да извршуваат професионалната должност, еден деодолошки. Но, секоја чест на малцинство, на одредени поединци кои навистина професионално со честност, со одговорност ги водеа работите, но голем број од нив не одговорија на задачите. Резултатот на сето тоа е изгубена доверба во институции, изгубена доверба во општество, изгубена доверба во етика, во морал, во чувство на едно хармонично живење. Сето тоа предизвика народот да живее под антидепресиви, народот да биде се позаболен и заболен, народот да живее со чувство дека и не знаеме кој е решението и каде ќе го најдеме решението. Сега јас тука нормално морам да дадам некој решение. Тоа решение не може да дојде преку ноќ. Значи тоа е плод на долготрајно работење, а секогаш кога ќе тргнеш кон патот, го тргнува со првиот чекор. Првиот чекор, како што реков преткадно, е диагностика онолку колку што можеш на оно што е штетна влијание, негативна вибрација, па и зло, можеме да речеме на некој начин. Значи диагностицирај тоа што те загрозува, не се приклонувај, дистанцирај се од него. Гледај да го градиш оно што е светлост, оно што е добро. Значи прво диагностицирај. Второ, треба да почнеме ние да создаваме нова свест кај младите. Тука големо влијание треба да играат медиумите. За жал, огромниот дел од медиумите инклинираат кон профит, економски интерес. Значи не одиме на едукативна содржина, не одиме на семејни програми, не одиме на мотивација кон знаење. Но еве да земеме дека нас ни треба работа со младите. Ни треба една поинаква програма.
Програма во која што ќе преовладува афирмацијата, а не негацијата. Гледате, социјални мрежи исполнети со негација. Медиуми, најсилната вест е негација. Состојби во државата, општеството негација. Кој колку искрадал, кој каде се наметнал, кој што придобил, кој каде не следел регулативи според тендери, кој каде правил договори во 4 очи и ред аномалии, милиони и една, од сообраќај до судски систем, до сите состојби кои што кај нас преовладуваат низ призма на негација. Ние мора да се свртиме кон афирмација. Во тој поглед, ние треба реално да ги поткрануваме луѓето кои што придонесуваат имаат вредности. Имаме ни уметници, имаме ни интелектуалци, имаме ни писатели. Може би имаме и по некој политичар. Може имаме некој функционер. Може имаме некои дејци кои сакаат да работат на општото добро. Мора нивната агенда да се прокламира, да се наметне да бидат пример за младите. Потоа законот и правдата. Законот е добро пропишан во најголема мерка. Иако секојаш има дупки во законот. Но треба се следи законот да се применува законот. Потоа, зашто партиската книжка да биде предуслов за добивање раководни позиции? Нели катастрофално нас градоначалници, односно градоначалниците во секој момент да ни одлучуваат и да ни ја заградуваат и да ни уништуваат екосредината. Значи имаме населби, посебно Дебар Мало, Хром. Него сега карпуше под закана. Не да оставиме на случајот дека овој можеби сега нема да биде таков, па да не загрози, туку ние добро да знаеме со кого си имаме работа. Дека не треба да даваме глас на оние кои што инклинираат кон профитот. Туку да пред се да внимаваме на она што е добродетел, она што е благосостојба. А првата благосостојба е животната средина. Значи, гледате, имаме ние повеќе аспекти на благосостојба. Една е знаењето, едукацијата, втора е здравието, здравството, третата е животната средина, екосредината. Четвртата општеството, состојбите општеството, петото е судскиот систем и така натака. Значи, многу благосостојби не мора повеќе ред. На крај семејното или семејните вредности. Нашето главно прашање е дали ние прогледуваме, ги гледаме вредностите или ги гледаме аномалиите. Дали нашиот глас го даваме за она кое што сметаме дека може не е толку лошо или ќе треба конечно да го даваме нашиот глас за она што сметаме дека е добро. Точно дека немаме видливо добро, како што многу често немаме ни видливо зло. На крајот и злото се естетизира. Така се прикажува како да е најдоброто добро, а всушност е големо зло. Но ние мораме да одиме на едукација, на читање книги, на наобразба, на мотивација кон индивидуалитет и определба за светлината и преземање одговорност. Не може било кој да дојде. Еве, нели од другата страна амбасадори од Холандија дава критички осврт за судскиот за совет. судскиот совет. Гледате, сака да ги повлече пари. Каков е наш судски. Ама не е битно, он во случајот е во право. А без Они разлика. дале огромни пари, овие ништо не сработуваат, овие се катастрофа жива, треба да бидат срам за самите себе си. Така што он го кажал тоа и треба да го каже. Ама кај нас однатре ние ништо не кажуваме и на крај ние постојано анализираме кои се ни се непријатели од надвор. Точно дека непријатели има од надвор. Но ние имаме непријатели од внатре. Ние сме самите на себе непријатели. Точно. Прво не преземаме одговорност, второ не се едуцираме, не подигаме свест, трето баш ни е гајле во поглед на екосредина. Јас ви кажав неколку пати со водно што се случува, него погледот не смеш да погледнеш на кај водното и дел кај што беше панорама, значи не смеш да погледнеш, срце ќе те пати. Да не анализирам од друга гледна точка дали ние реагираме ако некој го фрла сметот, да речеме сите кеси со отпад во Вардар. Дали ние реагираме ако некој пред контейнер стави градежен шут. Дали ние реагираме кога некој плука, фрла пикавци и ред други аспекти. Не реагираме веќе ние гајле и што сега има кој да реагира. Во Франција, односно во Швајцарија, знаете ли што се случува? Наш оди таму на мост. И како што си има навикот да си пуши цигари и зема со пикавецот, го фрла на обала, покрај реката. Доаѓа една баба, го фаќа за уво. Го фаќа вака, го влече и му покажува со прстот. Тоа таму. Значи, пикавецот во контейнер, односно во корпа за отпадоци. Отишол човекот да си го земе, никогаш повеќе не му текнало да фрла пикавци тамо кај што ќе му текне. Бидејќи има тамо општествена одговорност, бабата се грижи помеѓу другото за нашето општо добро. А ние сме видели ли на патарините колкав смет, какви пластични шишиња што ти нема. Значи, до некаде проблемот е во нас. Ние не изградивме здраво општество. Не изградивме со зачувување на екосредината, него денеска е во опасност тој дел околу Источна Македонија. Ние се ориентиравме кон тоа да не бидат идоли најврвни личности политичарите. Сега малку нивниот кредибилитет опадна, народот се свести,
свати дека тие се во суштина штетници, а не се оние кои треба ние да ги подхрануваме. Ама ние и на времето, јас кога одев во некои медиуми, некои поединци, која им се кажуваше дека политичарот е најголема звезда, они настапуваа, велат, гледај што ово изборува. Од хумористички групации и од секакви групации, тоа го имам слушано. Лично јас. Значи го фаворизира политичарот, веќе после на крајот има бенефит од политичарот. И сега што, од кого ние да имаме очекување? Имаме од овој кој го гледа својот интерес, да го потхрани црното само за да просперира. Туку ние треба да имаме реалистични во случајот и да речеме од сега натака ја преземаме нашата одговорност и се концентрираме кон она што треба да биде лична одговорност, семена одговорност, општествена одговорност и одговорност како човек во ова човештво. Благодарам, Зоки, многу на твојата елаборација на одговорноста, на Јас се надевам дека и вие ќе превземете одговорност прво кон себе, кон семејството и кон нашата татковина, за да ги смените работите и сите да ги смените на работите кон подобро. До следното видување ви посакувам све најдобро.